професор Тихомир Стојановски, предавам сценски говор на Факултетот за драмски уметности и уметнички директор сум на Театарот Скрбиутека, со кој оваа година славиме 30 години. Сакам да го кажам својот став во однос на она што и се случува на Македонија, на македонците, на светата македонска земја, со овој референдум со кој не изнасилуваат надвор од сите европски принципи, надвор од сите принципи на Обединетите нации, да се само укинеме, да се само понижиме. Бидејќи правата на македонците кои се во Европска Унија, во Република Бугарија, во Пиринска Македонија, не се остваруваат. Таму се забранува регистрација на партијата Омо Илинден Пирин и на Сдружение на граѓани, замислете, Сдружение на граѓани репресирани за време, кои биле по затворите за време на комунизмот. Во Егејска Македонија, во Република Грција, вие знаете каков проблем има со партијата на Виножито, каков проблем имаше да се регистрира Дом на македонска култура во Лерин, дека таму не се игра, не се дозволува играње на македонски јазик, не се признава јазикот, кога тие бараат да им се признае мајчиниот јазик, тие викаат нема таков јазик. Од другата страна ги имаме албанците во Македонија кои имаат човекови права и ние потпишуваме понижувачки договори, Преспански, Пржински, Рамковен, Охридски, а правата на македонците во Албанија и во Косово се на нула. Не може правото да важи само во Македонија. Европското право треба да важи насекаде. Правата на македонците во Албанија треба да бидат соодветни, еднакви на правата на албанците во Македонија. Тие бараат двојазичност. Во Министерството за култура ставиат двојазичност, се вршат цензура врз Театарот Скрбиутеха. Сум бил на терен и ги познавам работите. Ова геноцидно однесување последниве 100 и нешто години, 118 години, 120, се врши геноцид. Голем број македонци биле по затвори избркани во Бугарија, во Грција, во Албанија, во етничката територија на Македонија. Во тој контекст го молам Бога да му го отвори умот на нашите водачи, да не се продаваат за 30 сребреници, да не тераат да се само укинеме. Македонија е земја која ја запишал самиот Бог во Светото писмо. Не заборавајте, покрај израелците, евреите, ќе изберам народ, вели Господ во Дела 15:14, кој ќе го прослави моето име, и потоа ги избира македонците. Сличната судбина што имаат евреите, ја изгубија земјата, па се борат сега со оружје назад, се случува и во Македонија. Ние ја знаеме песната проклета и триклета да бидеш ти Европо, блуднице Вавилонска. На вистина, ако тие сакаат да не примат во некакви таму организации, масонски, сатански, зошто не ги примат македонците? Во Библијата има еден стих во Откровение 16:16 и ги собра сите на местото по еврејски наречено Армакедон. Токму тоа се случува. Армакедон се разградува поимот човек, поимот душа, поимот македонец. Македонец е човек кој го повикува Бог, како што израелец и евреин е човек кој има завет со Бог. Во кој контекст го молам Бога да му го отвори умот на нашите, им ги отвори умот на нашите водачи, да не продаваат како тегли ајвар, да не му се поклонуваат на сатаната, да облекуваат фармерки, да не продаваат во вавилонски референдуми, да не водат слепи водачи да паднеме во јама, да се покајат. Не е лесно да си македонски водач, но ако си сребролюбец и молчиш затоа и не се бориш, или си ја продаваш државата за да си делите по 1 евро со цуцето, тоа не е од Бог. Македонија има свое име. Македонците имаат договор со Бог, запишани се во Светото писмо, во Божиот катастер. Ние имаме име, ние сме папок на светот затоа што така сакал Бог. И нема да не промените изнасилување надвор од нас сатано во името на Исус. Македонија му припаѓа на Исус Христос. Сите права што ги остваруваат луѓето кои живеат во Македонија треба да бидат соодветни на правата на македонците во Косово, во Албанија, во Грција и во Бугарија. Какво лицемерие! Народите што ги убиваа македонците, што ги затвораа, крвта ја носат на своите раце, денес тврдат дека македонците не суштествуваат. Тоа е сатански круг на омразата. Кого го лажете? Кого го лажете? Зарем Господ ќе го лажете дека македонците не постојат? Бог ни дал име. Кој сака да ни го избрише? Во името на Исус
надвор од нас, Сатано, надвор од Македонија и македонската земја. Референдумот е блудно вавилонски и не е добар. Тоа е изнасилување на македонскиот народ. Срам да ти е Господ да те укори, македонски политичару, слеп водачу, кукурајко, ти што облекуваш фармерки се поклонуваш на сатаната, ти што сакаш да не продадеш како тегли ајвар, не за сатаната и за смртта, да за Исус и за Македонија, македонци, македонскиот народ. Амин. Бойкот на референдум. Каков референдум? Нема јас да се сомневам кој сум и што сум, јас сум македонец. Треба да се направи референдум во Пиринска, во Егејска, во Албанска Македонија да им се дадат човековите права на македонците, па тогаш да ги отвориме границите и да живееме како пријатели. Остануваме македонци. Не гласај на вавилонскиот, на сатанскиот референдум. Исус да те укори, сребролюбецу, не сме тегли ајвар за ти да не продаваш, трговец поединец. Исус да те спречи. Остануваме македонци. Амин. На народите, кој сака да ни го смени името? Кој си ти, човеку, во оваа зграда? Кој те избрал? За 30 евреници ке го продадеш својот народ? Зарем не знаеш, Јуда Искариотски ги зема парите, потоа ги врати, но не успеа. Не можеш да го продаваш македонскиот народ. Бог што составил човек да не разделува. Ние имаме име македонци, но ке скасонував еден сон. Пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше: дојди, дојди во Македонија и помогни ни. По тоа видение, вели апостолот Павле, ние разбравме, посакавме да тргнеме за Македонија, зашто Господ не повикал таму да го шириме светото Евангелие. Бог напишал: Македонија, македонци, благодатта Божја дадена на црквите македонски. Кој сака да не избрише? Кој си ти што седиш во оваа тврдина? Те чува милиција од сопствениот народ. Чии пратеници сте вие? Кому му служите? За крвавите пари на Сатанас ќе ја продадете душата, убиените македонци. Тоа ли е Европска Унија? Тоа ли е НАТО? Сатанска збирштина? Не ли ви е срам? Немате ли страф од Бог? Ние сме македонци. Исус не запишал такви. Исус Христова Македонија. И денеска, Господе Исусе Христе, го повикувам Твоето име. Дојди во Македонија и помогни ни. Македонија е Твоја земја, татко мој. Исусе, Ти си не запишал. Остануваме македонци со Тебе. Бегај, Сатан, од Македонија! Доаѓаат белосвестите проститутки со крвавите пари да вршат притисок врз секого. Бог не пишал македонци. Кои пари се доволни да си ја продадеш душата? Убиени македонци насекаде. Наместо бугарите да се извинат што ги убивале македонците, наместо грците да се извинат што ги убивале македонците, наместо албанците да се извинат за геноцидот што го прават, со крвавите раце крвта е уште на нив. Тие нас не убедуваат дека не постоиме. Нас не запишал Бог. Исусе, Македонија е враќам во Твои раце. Ти вериш, ако постои еден праведник, Македонија ќе се спаси. Татко мој, Македонија има барем еден праведник. Македонија ќе остане таква, каква што не запишал Ти во Светото Писмо. Македонци, Македонија, македонски цркви, Македонија е Божја земја. Остануваме тоа што не запишал Бог, македонци. Бегај, Сатано, од Македонија. Кого го чувате? Народните пратеници ги чува милиција. Чии пратеници сте бе вие?
Не ви е срам за пари ја давате душата, крвта на македонците. Но, Исус вели простете и ќе ви биде простено. Ќе го кажам тоа што Мојсей Архангел Михаел му го кажа на сатаната. Господ да ве укори. Јас не ве осудувам, не ја барам својата слава. Има друг што ја бара и кој што ќе суди. Тој што ни го дал името, Исус Христос, семокниот Бог. Македонија е негова земја. Не му припаѓа на сатанските здруженија. Што ке ми е Европа која сака да ми го избрише името. Кого сакате вие да примите? Примете се самите себе во сатанската збирштина. Ние сме македонци, му припаѓаме на Исуса Христа. Татко мој, во името на Исус, ја прославувам Твојата победа над смртта, над сатаната, на предавството, на тие што сакаат да ни го сменат името, во името на Исус Христос. Ние остануваме македонци. Господ да ве укори! Господ да ве укори! Исус ќе дојде и ќе одговарате сите. Македонскиот народ не е ваша собственост. Предавници за крвавите пари. Македонија му припаѓа на Исус. Мир вам до Божиот царство небесно. Македонија останува додека срцата на овие луѓе што тука седат и покажуваат дека во Македонија има еден праведник. Татко мој, во името на Исус, ти ќе ја спасиш Македонија, зашто тоа е Твојата љубов. Македонија е љубов, земја избрана од Бог, а вие сакате да ја онадите. Не може, додека постои еден македонец, Македонија останува во Исуса Христа, во Божјата љубов, во Божјиот катастер. Не сакаат да не примат во европскиот катастер. Ние сме запишани во Божјиот катастер. Кои сте вие? Вие што за пари мислите ќе му се спротивставите на Бог. Ова земја е на Исус Христос. Бегај од Македонија, сатано. Господ да те укори и ќе те укори. Амин. Амин.